Дали Вања се задушила или умрела од истрелот? Времето кога згаснал младиот живот, дали ја тепале или малтретирале осумничените, треба да покажат анализите од обдукцијата. Детали од наодот нема да се споделат во јавноста во интерес на истрагата, соопшти од обвинителството, кои ги чекаат анализите од судска медицина. Од нив може да се откријат само изолирани моменти кои нема да наштетат во работата на обвинителите, а другите информации ќе се слушнат во текот на судската постапка. Обвинителството ги одвои истрагите. За прво осомничениот Лупчо Палевски Палчо по итна постапка отвори истрага и судот му определи 30-дневен притвор откако ќе биде достапен на органите на прогонот. За да го обезбедат Палчо, кој се сомничи за убиство, грабнување и предизвикување општа опасност, МВР распише и меѓународна потерница. Останатите четворица осомничени, меѓу кои таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, се веќе во притвор. Велибор Маневски, Владко Кешишов и Боре Видевски, кои признале вина, се во 48 часовен притвор, а ќе останат и зад решетки, бидејќи истражните органи бараат продолжување на мерката. Според содржината на кривичната пријава ќе зависи затворската казна, која ќе биде од 10 години до доживотен затвор. Исказот на родителот е во тек, но од досега слушнатото, само тој не признавал вмешаност во грабнувањето и убиството. Според споделените информации, Вања била убиена бидејќи осумничените стравувале зашто брзо се прошири веста за нејзиното исчезнување и започна истрага, па киднаперите не стигнале да побараат откуп. Малата Вања била киднапирана со автомобилот на убиениот 74 годишен Велешанец, кој бил убиен за долг од 500 евра. Истите 5 осомничени по 5 дена од убиството на Панче Жижовски ја грабнуваат Вања, пошто трагично заврши нејзиниот живот на само 14 години.